Малку. Сме. Здраво, hello, ќе ја замолам која е можност да ги вклучите камерите да се видиме, да чуеме, нема шанси да го држам вебинаров вака на црн екран, сите сме исклучени, сте дошла да учиме нешто да растаме заедно, само Валя и Александар се вклучени камери, вие ќе се криете, нема смисла. Ето така, само малку да се присобираме сите, да ги пуштиме во waiting room останатите што чекаат и ќе се почнеме процедурално како што си тераме, ќе вклучите камери или како ќе правиме. Значи, вклучивме овакво здраво, фала ви. Елена, здраво, откако не сме се виделе, здраво Светле, hello. Здраво Лепа, мислам дека ти си нова. Здраво. Си пишавме кратко на Инстаграм пред некое време. Да. Така беше, да. Океј. Сега, значи, ќе ви кажам како ќе ни изгледа средбата и што ќе ни биде, како да кажам, агендата денеска, зошто ствари се собравме и што ќе дискутираме, што ќе учиме, на која тема ќе збориме. Ќе ве замолам да ги исклучите микрофоните. Ирина, ако можеш само ви тука доле мислам дека има кај опција за all, затоа што ќе да биде така поквалитетна снимката. Значи, клучи да се снима, да си го имам ова за мои потреби, ќе одлучам покасно дали ќе го оставам на неколку дена опција за гледање на кој што сакам, меѓутоа кога ќе дојде делот за Q&A, на крај кога ќе дојде делот за дискутирање и за прашање и одговори, тој дел нема да се снима, за да може да бидете слободни да поставувате прашања. И исто така можете да пишете во коментар негде отприлика кога сакате, тука во чет, доле ви е четот, значи ако гледате ова на лаптоп, долу ви се наоѓа четот, може да пишете отприлика дали ќе имате прашања, за да можам да си одредам јас до каде да го продолжам предавањето, значи или да биде да го предам цел саат, значи можам цел саат да ви раскажувам што имам тука спремено, а можам и да го скратам, да ги кажам побрзо точките што ги имам определено, со цел да ви оставам време да прашувате вие, да имате прашања и одговори. Инаку 90% сме тука на овој собрежени со многу мали исклучоци на момци кои што замолија и они да бидат присутни на темава, затоа што да не испадне дека не има само нас во женски род, што имаме партнери што не ќе да работат на себе и не наследат на свој личниот развој, го има и обратното, значи имаме и момци кои што сака да знаат како да се носат со партнерки кои што во моментов не се заинтересирани за личен раст и развој. И мислам дека тоа е многу добро и дека едноставно остава простор за многу здрава дебата. Океј, пишете ми во чет кој од вас тука е скроз прв пат на некој мој вебинар. Може исто така и да пишете од кај го слушате ovo. Ве чекам во чет. Може да пишувате така. Нешто ми излезе. Добро, окей. Океј, да, Лепа е прв пат. Некој од другите? Добро, Елена исто. Добре, дојде. Да ви најавам само дека наредната среда исто ќе има вебинар и ќе се потрудам негде таму до кај средина на септември да го задржам среда како термин за вебинари, затоа што имам многу теми што ги подготвив, што знам дека ќе ве заинтересираат, мислам дека ќе ви бидат интересни и дека ќе сакате да ги проследите. И конкретно еве малку ќе ви дадам хинт за само кој, јас сум прв пат Михаела, ама како Томио ќе претпоставам дека од сопругот си приклучена профилот, има врска, окей, добро дојде Михаела. И друга Елена имаме, добро, окей. Значи, вака сега, јас имам една програма која што водам, се вика Јоанина мисија, малку покасно за нејзино нешто ќе ви кажам збор 2 и девојките што се таму во моментот, сега привршуваат со нивново патување, вака да кажам. И едната од нив ми рече, те молам, на мое барање, јас ти кажувам, сакам да има вебинар на тема книги. Затоа што едно пак им предложам нека книга, ќе им спомнам и порано многу често пишував на ньюслетери во недела праќав кои книги ми оставиле впечаток, 5 книги кои ми се најдобри за тоа и тоа, 3 книги кои што ми се најдобри за тоа и тоа, 3 писатели кои што ги почитувам за тоа и тоа, не знам, такви некои ньюслетери да порано повеќе. И одамна немам нешто зборено на тема книги, ама несиниот предлог беше да направам вебинар каде што ќе спомнам
колку што ќе дозволи времето книги во еден саат, да кажеме, и да направам кратка рецензија на истите, да кажам зошто ме погодили или кој ми бил аха моментот или зошто ги препорачувам и мислам дека таа тема е топ и супер. И фала ви на сите што вклучивте камери. Верувајте ми дека многу попријатно се зборува за кога ви ги гледам јас на вас лицата и реакциите и кога ви го читам говорот на телото и кога по вас гледам која реченица да ве онака нешто дирнала кај вас, па треба да образложам нешто повеќе на таа тема и можам да видам кога сте збунети за нешто, па можем малце повеќе да зборам за некоја теза што сум ја почнала и така. Еве сме, уште некој гледаме тука во waiting room, уште се прибираме, уште таѓата, па еве официјално сега ќе си почнеме. Само претпоставувам дека грото се увате од Македонија и има информација дека ви е многу, 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 многу топло. И знам дека се топите таму, посебно тежест во пределот на Скопје, Скопска котлина и слично. Не можам да ви кажам дека се воисти кошка и нас е идеални 24 степени веќе неколку недели. Усвари, јас како се вратив од Македонија, супер е времето овдека, јас сум во Келн и се задржува и сега, јазда поначесто заврнува и слично, ма искрено таа повеќе бирам него да биде многу, многу, многу топло, меѓутоа како и да е, фала ви многу што одвоите време да дојдете да поработите на себе, да слушнете нешто, да, не знам, направите нешто што ќе ви направи дефинитивно разлика во резултатите кои што ви доаѓаат за неколку месеци сега или година, зашто се што правиме сега остава некаков дава некоја насока кон тоа на која страна ни одат резултатите кои што допрва ќе дојдат, кои што уште не се дојдени. И за вие што сте најнови, кратко да ви се представам, нема многу да должам. Значи, јас сум Маја и сум од Скопје. И пред 10 години имав така прилично медиокритетен живот, среден живот, не знам како да кажам, без некои големи цели, без некои големи возбуди, без некои големи знаења, уствари, и доверба дека јас нешто можам да се променам во ситуацијата во која што се наоѓам. Така, едноставно, си одев по некој редослед животен, што јас сум си мислела од секојаш дека животниот редослед треба да изгледа. И резултатот на тоа беше дека бев заглавена во работа што не ја сакав, значи бев во банкинг, работа во две различни финансиски институции, едната беше финансиска институција, па после другата беше банка, тоа ми беше последното работно место во Скопје. И не ми беше убаво, ама некако така логички мисля, пошто сум го завршила тој факултет, сум запатила на тоа оро и сега немам што друго јас, значи морам тоа да го работам. И едноставно верував дека се направив правилно до тогаш, као стипот на добра средна школка, добра студентка, најдов работа, дипломирав нели претходно, па се омажив, па ета дете на пат и кај ме наградата. Зошто јас не се чувствувам најсрекно и пресрекно на свет кога нели тоа беше рецептот, следи ги тие чекори и ќе те биде, ќе станеш човек, нели. И потоа дојде нашата керка Јоана, која што имаше многу здравствени предизвици, кои што дојдоа до израз, ето така да кажеме, ни се покажаа кога немаше 2 месеци. И така со бебе Јоана се преселивме во Германија веднаш, за да можеме на неја да најдеме подобра медицинска грижа. И едноставно додека она што се вика за незе најдовме таму се што ни требаше, дури и повеќе што се надевавме, и ни ги благослови нашите животи на многу начини, значи тоа е за книга вредно веќе да тргнеме во таа насока. Едноставно се преселивме овдека, медицински за неја најдовме установи кои што ни беа нас потреби, меѓутоа ништо мене не можеше да ми помогне. Okay? Значи, едноставно се давев во негативни емоции, во тага, во самосожалување, во некаква вина, страф и така натаму. И за некое време, како да кажам, во тоа време јас користев состојбата на Јоана да се чувствувам мизерно. Едноставно да устојам на тоа место, на некоја улога на жртва и да бидам таму и да викам еве сега јас како да бидам срекна во оваа животна ситуација. Но личниот развој го најдов негде на мои 33 години и
тоа едноставно направи да се разбудам, едноставно тоа чувството беше како будење, како да се обудам од нешто, како некој завеса да ми тргат пред очи, едноставно скроз нов свет. И тогаш сватив дека да, јас не можам да ја сменам нејзината диагноза, а меѓутоа можам да се сменам себе си. И тогаш престанав да ги обвинувам сите можни услови околу мене за тоа каков ми е животот, каков ми изгледа и како јас се чувствувам и едноставно превземав потполна одговорност за себе, за моите навики, за мојата дисциплина, каде да стојам по прашање на односи со други луѓе, граници со други луѓе, што јас правам за себе, како ми почнува денот, колку време губам на дистракција во текот на денот, колку сати проаѓам во она вистинско живење во сегашниот момент. И едноставно, сето ми помогна да изградам и подобра дисциплина, и да се зголемам самодовербата, и многу полека, многу сигурно да станам жена која што се гордам да бидам, а не некоја што она се трудам што помалку луѓе да ме видат и да го видат тоа вистинското мене внатре, затоа што тие емоции што порано ги носев, едноставно не бев горда на нив. И Јоана почина во 2020 година, значи веќе не е физички со нас, но ми остави нешто многу поголемо од тага. Значи ми остави мисија и денешниот програм кој што го водам се вика Јоанина мисија заради незе, затоа што водејќи го тој програм и помагајќи им на толку многу жени кои што прајат низ него, јас и добивам секој ден одново и одново и одново да живеам незината мисија. Така ќе доам тука, ќе влезам во оваа соба која што е работна и е малку понастрана од другите соби во овој стан и кој ќе сега погледнам моето работно место од тука, бюрото кај што работам, библиотеката и слично, онака секој ден првата мисла ми е еве и денеска ќе живеам незината мисија, затоа што не беше она во нашите животи во таа форма и во таков облик, јас немаше може би баш тогаш да ми кликне да се разбудам, да почнам да работам на себе, да почнам да се огледувам дека многу, 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 многу можам јас да направам и да се ја подобрам мојата состојба, а исто и сите други луѓе. И програмата, значи како што кажав, се вика на мисија и им помага на други жени да го направат истиот шифт што мене ми се случи и да поминат од преоптеретеност, од некаков overwhelm кој што го чувствуваат, од прокрастинација, од бивање заглавена во од понеделник ќе почнам и така натаму, до будење на тоа дека секој ден може да биде со јасност, секој ден може да се живее со некаква цел, дека можно да се изгради дисциплина дури и кај најнедисциплинираните од вас, дека што и да ви се случува во животот, можете да чувствувате радост и може да чувствувате благодарност и можете да дојдете во прогрес. И тука сум жени некои што се скршени и на кои што им треба некакво поправање, на никого нас не му треба поправање. Сите сме на место и во време каде што треба да бидеме во моментот заради сите наши претходни околности во кои што сме се наоѓале. И баш затоа сме сите различни, затоа што и не ни треба сите да бидеме на исто место. И не им помагам на жени кои што се скршени, туку на жени кои што се закопани под таква некоја завеса на грижа, на вина на совест ако направат нешто повеќе за себе, жена која што преоптеретена со обврски и која што е она на која што и гори и која што сака да го превземе животот во своји раце, тоа да се врати контролата и да се биде некоја што било порано. Ако има прашања од некој од вас новите, малку повеќе за мојата прика, знам, јас немам проблем да зборувам за тоа и да го делам јавно. Можете и тоа да го донесете после во прашањата во Q&A секшенот. А сега сакам да почнеме со темата, затоа што имам многу што да се збори. Многу сум страстна по прашање на оваа тема и да, чекајте ствари, знаете како? Јас подобро да направам еве вака. Од моја страна ќе ставам јас да бидам како спикерот, за да бидете сите покомот на камера и подоцна ако одлучам да го ставам на YouTube, ќе видам само јас во фронтлайн. Значи, екипа вака. Не дека мене ми ова ново сознание, дека ве има многу вас кои што вашите партнери не растат заедно со вас и вас ви интересира како да се носите со тоа и како да ги хендлате сите тие
ситуации како да пораѓате низ деновите, нели не е решението, ајде се односите ќе се разделиме секој со секој и едноставно дури ни на еден партнер што не работи на себе, не бивам таква врска, не е тоа поентата, не е ни можно, не е ни добро, додека не се исцрпат многу други опции, меѓутоа пак ќе кажам, не ми е минало ново сознание дека на вас ви треба пружење на некоја таква перспектива и разговор, водење дебата на оваа тема. Со ова се сретнувам откако го почнав да работам оваа работа, веќе 6-та година работам коучинг со жени или во индивидуален формат, а денеска веќе само групен во моментот имам само групна понуда. И ова го гледам, како што ви кажувам, 6 години низ разни разговори на кога ќе дојдете и кога ќе збориме и кога ќе се одлучите за нешто и ќе ви се појави огано на таа искра во очите, ќе ви дојде идеја и ќе си кажете, па стварно би сакала нова да поработам, од секогаш ми стои тука негде, од секогаш сум сакала да кажеме да почнам тоа да го правам или да си подобрам некои навики кај себе или едноставно да дојдам на некој ваков програм за да можам да си откриам што е мојата life purpose. Многу од нас не го знаат тоа, јас прва не знам до 33 години што ми е на мене life purpose и од таму уствари потекнува моментот зашто бев заглавена во работа што не ја сакав, зашто појма немав зашто што мене тоа повеќе ми лежи. И многу често мојот се кршеше до моментот на, окей, добра, ајде само да видам со сопругот или чека само да проварам со партнерот или чека само да се консултирам. И после 3-4 сати од така пораката, знаеш, јас стварно многу сакам, а мојот сопруг не се согласува со тоа. Или партнерот не се согласува или не мисли дека е вредно или не знам што. И тоа секогаш на мене ме правеше многу голем тригер, затоа што знаете како прво полека идеме во темата, значи полека воведувам во истата, иако има повеќе поточки што сакам да ги дискутирам. Ова е голем тригер за мене, голем проблем, затоа што не, не секогаш е вистинската причина тоа дека као партнерот не се согласува. Значи, ако некој, ти кажеш дома, јас сакам да направам нешто, да кажеме, да се запишам на некој програм или да земам некој курс онлайн, што со лекции, гледање или не знам, едноставно, да не ни одам на некој програм. Јас сакам да почнам да работам на себе и да пробувам наредни 30 дена, ќе пробувам некоја рутина. Секој ден ќе правам во исто време нешто, некоја рутина, да кажеме, за да видам како ќе ми оди, да видам што е тоа работа на себе. И сега, другата особа дури да каже ја не се согласувам со тоа, тоа не нужно доаѓа од момент дека таа особа стварно не се согласува со тоа. Едноставно, и вие до вчера не сте го правеле тоа. Значи, он живел со некоја особа која што не работела сега на себе. И одеднашка, тоа што вие почнувате да работите на себе, на нив им е излез од комфорт зона. А секој излез од комфорт зона е непријатен. И сега, секогаш нашите блиски би сакале ние да не се смениме премногу, затоа што они научиле како да се однесуваат околу нас на некаков начин и сега, ако ние се менуваме, тоа де факто значи дека и они нешто ќе треба да променат. И они тоа на свесно или подсвесно ниво го знаат, дека и они според тоа ќе почнат да се менуваат и сега ако не ќе да се менуваат, тоа дека ќе речат, не. Меѓутоа, многу зависи од вашата упорност, начинот на кој што ќе ги кажете работите и ставот кој што ќе го одржите во сето тоа, за да го истерате тоа на крај, затоа што на крајот на краиштата има начини како да се искомуницира тоа без да се нападне другата страна, без да се омаловажи, без да се навреди на некаков начин и доколку имате, да кажеме, волја да се останете на своето, барем уште некој време, барем уште неколку чекори во таа комуникација, ќе се изненадите кога ќе видите дека и другата страна ќе се адаптира. Затоа што исто како што малите деца може да го, како да кажам, да ги воспитуваме, исто така ги воспитуваме и возрастните луѓе со кои што имаме односи секој ден, не само дома, туку и на работа. Значи, ние сите едни со други се тренираме. Едноставно, луѓето кои што вие ги третирате на одреден начин, спрема некого малку поишано се плашите, спрема некого малку иш не ве гајле како се однесувате, спрема некого многу добро знаете кои ви се границите до кај смеете дојдете, спрема некого онака, вие баш тралајка и многу и не пазите како со таа особа. Епа, во сите тие ситуации, тие ви истренирале други особи, како вие со нив можете. И едноставно, тука треба
Е прашањето колку вие сте спремни да бидете цврсти во својот став и да кажете слушај, не знам дали ова тебе те вреѓа, веќе збориме за тоа ако те навредува мојата желба да работам на себе или те плаши можда или те збунува или ти се чини може глупо, што и да е, јас сакам да работам на себе. И во најчест број случаи кога вие ќе возвратите со подцврст став, јас сакам ова да го правам, другата страна едноставно го прима тоа после како најнормално на светот. Меѓутоа што се случува? Премногу често, многу од вас, конфронтирањето на тој начин, искажувањето со подсврст став на неповлекување, слушај, може би ти смета, не знам, ама јас сакам да работам на себе, многу од вас го рачуна тоа за расправање. И често пати дури блиски мои другарки, дури некој пат сестра ми, едната од две сестри, некои други блиски луѓе во мојот живот, кои што ми се одамна, значи од секогаш ми се во животот, не ми се ново дојдени да кажеме, ќе речат, се не можам да кажам така, не можам да се расправам. И тука секогаш имаме дебата и тука ми запалат алармите и морам нешто да кажам, затоа што тоа не е расправање. Тоа не е расправање. Значи, треба да се разграничи што е расправање, па јас сваќам дека они кои ќе го кажат тоа не сакаат да изгледат како некои кавгаџики, како некои пребарџики, како некои тешки луѓе, тешки жени. Па затоа некако по секоја цена избегнуваат конфликт. Меѓутоа, не може ти да го живееш животот како зрела особа, не можеш да се наречеш зрела особа без разлика дали имаш 26, 36, 58 години или 64 години. Не те прави зрела особа дали ги имаш тие години, туку зрела особа те прави фактот колку си ти окей со тоа дека понекогаш некои твои ставови нема да им се допаднат на некои други луѓе. Само малку ми се појавила порака дека Мирјана сака да го снима ова на нејзиниот компјутер. Не знам со Zoom што, дали Zoom полудува или вие не сакајќи нешто сте стиснали, ама во главном ќе кликнам на X, што сигурно е нека грешка. Океј. Океј, дечки. Значи, моментот на само така ми рече, ја викам добро, пошто не да се расправам, нема да однесе далеко, затоа што тоа не е расправање. Расправање би било онда помести тоалетната тука, ти да поместиш тука, па да бивне капга. Па зрнце тука се направи, па зрнце дека се направи, па да бивне капга. Па цело време да се била како куче и мачи, да се нема апсолутно никаква согласност за ништо. Тоа би било капгање цело време или као оке батали, не можам да се расправам, нека биде како што ќе биде. Меѓутоа, вакви некои работи кои што на вас ќе го одредуваат животниот тек, кои што онака пребитни се за вас и за вашата иднина, без разлика кој од нас колку ќе живее и кој од нас колку години ќе остане во ист партнер, во брак, во врска, во партнерство, небитно. Значи, тие одлуки се некои многу битни за вас. Јас сум скроз окей кога некој ќе ми рече, слушај, маја не ќам да работам со тебе, или не ќам да работам сега, или едноставно, што знам, ќе видам понатака да видам кој има други коучеви. Не се работи за тоа. Се работи за моментот ја многу сакам, ама он вика не и јас сега морам да го почитувам. Тоа не е почит, тоа е снижување себе си заради нечии други стандарди кои што јас се кладам дека тие особи не се лоши, што ви викаат не. Едноставно, они не се во тој филм. Они не присуствувале на тоа видео, вие што сте го гледале, па ви се разбудило нешто во вас, ви дошло некоја желба, не присуствувала таа особа на тој разговор што вие сте го имале на Zoom. Она си има некои скроз други работи на нивниот ум и едноставно првиот одговор што доаѓа као не го разбирам ова, јас со ова не се согласувам. Меѓутоа, едно нешто ми се има многу врежано во сеќавање од предавање што го слушано, за кое што после кога го слушнав ова и си го ставив во разни други ситуации кои што сум ги посведочила кај разни други луѓе, имам сватено дека многу голема вистина, а се работи за следнава. Имаше една како на аудио кол, како на, не знам, една беше коуч од USA многу давно, збориме како можда пред 6 години или 5 години слушано, кај што во емисија кога се јавуваат луѓе во живој,
поставуваат некои прашања, некои предизвици што го имаат и они им одговора и им помага да го надминат, фактички како коучинг им правеше тука во живо, да можете другите да слушаат и се јави еднаш кај на девојка која што не знам како потекнува од Њујорк, ама живее таму негде на југот на Америка и има 27-8 години и сега си опишува животнава ситуација нејзина, дека има прекрасен однос со мајка и татко и брати, кои што се уште живеат во Њујорк, а она живее доле на југот на Америка и се гледаат неколку пати годишно и секогаш со мерак се гледаат и често се слушаат и си прават добро време заедно, зашто имаат многу почитување разбирачка меѓу себе, едноставно си го сака семејството, меѓутоа нејзиниот предизвик се состои во тоа што она има дечко кинез, веќе 2 години, кој што е љубовта на нејзиниот живот, кој што ја третира подобро од било кој друг маж што ја третирал и дека сака со него да се да основа семејство, да има деца, дека многу се сакаат и имаат многу здрава врска и она е човек кој што сака да биде татко од нејзините деца, итн. Меѓутоа големиот проблем е во тоа што нејзините родители не прифаќаат мешани бракови, односно они се согласуваат, она исклучува да има белец, дечко исклучува да биде американец и не се согласува со тоа дека он е кинез и позната приказна, јелте, ние тука немаме проблем да кажеме во Македонија, никој дома ни вика, не смеш ти кинез дечко, се фатиш, меѓутоа да се разбереме, во 98% од семејствата би било проблем да донесеш, да кажеме, партнер или партнерка од друга вера и слично. Значи, луѓето се исти секаде. И сега, значи, она кажува, јас имам стварно проблем, значи, од една страна на прекрасно ги фини ме разбира и воопшто не е навреден и не ми прави она уште толку да ми биде мака кога моите отворено имаат против него и не ми вика типот на леле твоите родители какви се ово, туку напротив, лош збор нема кажано за нив. А они ми се обуват и ми викаат ќе доеш на Thanksgiving на вечера кај нас, ама без него. Со него не може, не те примаме. И едноставно, ако се омажеш со него, со нас е крај, као демек ние бирај, работава или нас не бираш, или него. И она вика, дојде ситуацијата, ние живееме као заедно више 2 години, дојде ситуацијата кај што веќе мора да се решава врскава, што правиме натака, или ќе се земеме, или ќе се разделиме, зашто он заслужува да се тера нели натака и да се има жена и деца и како што си сака поред да му иде тоа теркот на животот, а јас не знам што да правам, значи, не ми иш лесно, не можам да кажам туку така, оке, нема веќе се гледам со татко ми, мајка ми, брат ми, како ги сечам нив, за да ја изберам љубовта на мојот живот. Од друга страна, јас таков човек веќе нема да најдам, значи, него го сакам и за секојаш го сакам и никош нема престанам да го сакам, дури и денеска да престанам да се гледам, како што да правам. Сега она нормално, како коуч не кажува што да прави, што да прави не е тоа незината работа, меѓутоа и поставуваше доста прашања, разговара и така и рече, слушај. Значи ти имаш два избора и сосема е легитимен секој од нив. Значи никој не може да те укриви ако го направиш едниот избор, кога никој не може да те укриви да се омажиш од љубов и да иако по цена на тоа дека ќе немаш веќе примарно семејство од другата страна и никој не може да те укриви ако него му кажеш слушај те сакам ама тоа е толку е и да си ги избереш мајка ти, татко ти, брат ти, затоа што едноставно и на двете места имаш многу што да добиеш и што да изгубиш. Меѓутоа, ако едната страна, а тоа е дечкото, не ти поставуваат никакви ултиматуми, не ти прави никаков притисок, ти прави да имаш грижа на себе со моментов, што твоето семејство се однесува како што се однесува и ти дава потполна слобода да бидеш таа што си и ти пружа љубов на правилен и здрав начин како што треба ти пружи. А на друга страна имаш луѓе кои што викаат дека те сакаат и дека нели ти мислат се најдобро на светот, меѓутоа ти го дава тоа со услов. И ти викаат не може да си го слушаш твоето срце, ти ќе ги слушаш нашите стандарди и ако ги одбереш нив, тогаш многу има тоа врска со тоа што ќе дојде до 10 или 15 години. Затоа што ако ја одбереш љубовта, односно ако ја одбереш слободата, човекот кој што не те ограничува на никаков начин и те остава да бидеш ти таа што си, многу поверојатно дека ќе бидеш среќна низ годините во животот и ќе бидеш во мир, па макар и никогаш да не се сложат твоите родители, што не е исклесано во камен. Вие како може да се земате за 5 месеци, твоите се премислат и да кажат, окей, добра, деца, ќе се смириме.
Но од друга страна, ако ја избереш страната која што те условува и ти поставува услови како ти треба да се однесуваш и во кои ситуации они ќе те сакаат, а во кои ситуации нема да те сакаат во нивниот живот, ти нив можеби ќе ги избереш заради нели голема љубов кон нив како што и треба нели ќерка да се ги сака родителите, меѓутоа на долг рок ќе се створи во тебе горчина. И таа горчина ќе почне да излегува во форма на разни караници, разни навреди. А, е, за 10-15 години ти веќе нив нема да ги сакаш. Главната емоција која што ќе ти преовладува во тебе е љутина и горчина. Затоа што они ќе бидат за секогаш луѓето кои што ти ја расипале големата среќа. И она како стил добро, ќе размислам уште како или знам што тоа правам, небитно, значи не е битен епилогот од оваа ситуација, меѓутоа тоа кога го слушнав, мене ми зазвони како многу голема вистина и почнам да го ставам во сите можни ситуации на кои што ги памтам во мојот живот, сите можни ситуации кои што ги памтам во врска со мене и сите ситуации кои што имав прилика да ги гледам низ годините кај поблиско семејство, кај подалечните роднини, кај пријатели на моите родители, кај другарки во средно на факултет и така натаму, дека на вистина е тоа така. Значи, не може некој што ти крати дел од твојата душа, ти крати некој твој порив. Значи, не може некој кој што ти забранува или ти дозволува или од него зависи од таа друга личност, не зборам за машки род, туку зборам за личност, која личност. Ако од таа личност зависи дали ти ќе направиш нешто што сакаш или нема да сакаш, не може кон таа личност да чувствуваш таква чиста љубов и почит и тоа да трае цел живот без никакви замерки. Затоа што ти можеш само да си кажеш зборови во твојата глава дека тоа ти е окей. Лаѓето што сами себе си ги кажуваме се најуверливи, значи најмногу човек почна да се поверува на своите лаѓи. Абе, окей ми е. Абе, добра ми е, па колку полошо може да ми биде. На работно место мобинг 10-15 години тироидна ти проработила садистички, во садистичка ситуација си се нашла, те шиканира шеф, те шиканираат колеги, колешки, мобинг од сите страни, а ти седиш 10-15 години. Абе, добро ми е, па ако нагазам на некој полошо работно место, знаеш, тие такви работи што се ги кажуваме на себе, може да бев многу моќни да не држат на место, затоа што им веруваме. И сега, значи, да се вратам на мислата што имав, ти може да си кажеш во себе, абе, добро, окей ми е, не е толку страшно, еве што сега да кажеме, не ми дозволи тоа или ми дозволи тоа и тоа, ама на долг рок душата почнува да вришти. Зашто вие, иако интелектуално може да се залажете дека некоја ситуација ви е окей, натре душевно не може да се залажете. Кога некоја ситуација што не ви се допаѓа премногу долго трае, значи тоа избива негде. Избива или во емотивна форма, како некој бес, некои емоции, некои однесување од ваша страна од кои што ќе се срамите, нема да ви биде убаво, или излегува во форма на некакви состојби. Дали болест, дали хормонален дисбаланс, дали и нешто што има понатаму. Значи, го спомнав моментот дека не последниве неколку месеци, негде од крај на февруари до почетокот на април зборев со 70 жени кои што, нели, зборувавме за тоа, покажува неколку интерес за овој програм кој што трае сега, што се вика Јаднина мисија, и се сретнувавме на разговор да видиме дали е добар фит, дали се они добар фит за мене, дали јас сум добар фит за нив. Нив 20 влева во групата, некој рекоа не, затоа што дали сака, меѓутоа многу голем број рекоа не, затоа што мојот маж не се согласува, морам да го испочитувам и едноставно овој вебинар, дечки, не е за вашите мажи партнери или за вашите жени и партнерки. Овој вебинар е за тоа, кога ќе си кажеш не на себе си, а тоа го правдаш со љубов, за да биде мир во врска, за да биде мир дома. И едноставно, некогаш, значи тоа што ние го нарекуваме почит код нашиот партнер и нашата партнерка, сушност значи непочитување на себе. Тука е голем проблем. Значи, прва сум
по прашање на тоа дека партнерот треба да се почитува и дека усвари меѓусебна почит мора да има многу повеќе од љубов за да функционираат работите. Прв заговорник сум за тоа. Меѓутоа, дали е на исто ниво почитувањето? Немате поима колку многу ме влече за јазик и колку многу ми смета што па кај 90 кусур посто кај овие жени кои што ако стварно храбро загазат да работат на себе, кој знае кај ќе им биде крајот, затоа што они сите имат многу голем потенцијал, затоа што сите многу повеќе можат да направат во својата животна ситуација отколку што направиле сега. Она што многу ме тригерира и ме љути, за искрено ќе ви кажам дека веќе емоции ме обземат и ме лути, е што во 90 кусур посто од нивните ситуации партнерот и сопругот нема никогаш да дојде и нив да ги праша дали може они нешто да направат, дали може они нешто да инвестираат, дали може они нешто да не знам, едноставно само ќе дојдат дома и ќе ги информираат. Значи, ќе е крај крајва и ти да изразуваш таква почит и да кажеш ќе се сконсултирам дома, ако и тие ваши партнери на ист начин за исти работи се консултираат со вас. Ама во многу голем број на случаите тоа не е така. И сега, како изгледа животот кога постојано чекаш одобрение од некој друг? Значи, кога една жена постојано се намалува себе си, таа станува се потивка, ама внатрешно станува се погласна. Тоа не е почит, тоа е едноставно некое бавно привремено исчезнување кое што не ќе да бидам тука и не ќе да бидам во близина кога ќе се врати назад како бумеринг и кога ќе експлодира во нешто спротивно. И сега прво треба да разбереме зошто на нашите блиски нашиот раст им создава отпор. И едноставно треба, сакам и на вас да ви покажам дека ве разбирам од каде ви потекнува ова, а не во обвинувам, затоа што едноставно големи се шансите, голем број од вас да го поминале животот од најмала возраст, барајќи за нешто одобрение, барајќи некоја дозвола. Обично тенденција за ова што го збориме, има тие кои што потекнуваат од кај малку построги родители, кои што биле доста онака строго држани и за многу работи морало да се бара одобрение и тоа се пресликува понатака, несвесно го пресликуваме на нашите партнери. Така, и сега, значи, мораме исто така да разбереме зошто и нашите блиски имаат некој проблем со нашиот личен раст. Не мора се тоа нашите партнери, значи колку пати имам ситуација каде што ќе ми се пожелат клиентките дека и мајка и сестра и брат ја шиканираат затоа што почнува да работи на себе со зборовите што се ти мислиш дека подобра од нас ќе станува и слично. Значи мораме да овие ситуации, ако не ќе да ги баталиме сите и да отидеме на пуст остров да живееме и никош више да не ги видиме ни маж, ни жена, ни свекор, ни свекрва, ни татко, ни мајка, ни никој. Значи, прво мораме да ги разбереме нив. Да го разбереме нивниот отпор, наместо да ги окривуваме, да, они не ме подржуваат, они не ќе со мене заедно и слично. Затоа што, само секунда, еден момент. Извинувам, нова ме најде. И ми отвори вратата, ама средано, окей. За сите ваши што ви прв пат ме гледате, моето 15-месечно бебе. И така. Значи, вака сега. Мислата ми беше тамо дека ние, за да ја разрешиме оваа ситуација, телеко не ќе си да ги баталиме, ако сакаме да ги градиме понатака тие односи, тие да се претварат во уште нешто попрекрасно, да растат заедно со нас, тоаш прво мора да ги разбереме, наместо да ги обвинуваме, дека вашиот раст често предизвикува чувство на нестабилност кај нив. Значи, вашите партнери, сопрузи, партнерки, сопруги и така натаму не го одбиваат вашиот раст. Тоа е многу битно да го разбереме. Туку они ја одбиваат промената во динамиката што тој раст ја носи. Они можеби во прв момент не може да го видат моментот дека вие кога ќе бидете добро, и они ќе бидат уште подобро, они може во првиот момент мислата што им поминува сега кој знае колку сати нова ќе троши, сега полека ќе прекидне и за дома да се грижи, да се секира, полека еден куп обврски ќе преминат на кај мене и т.н. Секогаш кај секој отпор причина е некаков страв. И исто така
Може би нивното верување дека жена што расте може да ја запостави својата врска и своето семејство и да најде куп луѓе што ќе ја поддржат во тоа и на нејзето да биде нормално, а јас тоа не го сакам. Меѓутоа, а, треба да знаете дека вашата светлина му е непријатна на некој кој што уште не научил да се носи со својата сенка. И може ова ви звучи премногу поетски, меѓутоа е така. Значи, вие сте биле заедно на една точка некое време и сега вие сакате да прејдете на нека погорна точка и со самата ваша одлука, мако би се сменила свесноста и вие веќе сте прешли на таа горна точка, а другата особа може би се наоѓа во некоја преголема сенка, што by the way, не е воопшто исклучено дека тие работи може да се свртат вака за кој знае колку степени, не знам дали да кажам 360 степени или 180 степени. Затоа што никој не вика дека и таа особа во многу скоро време нема да сака исто да почне да работи над себе, дури и повеќе од вас, дури и поопседната од вас да биде, дури она да гледа ностоп само кај има некои семинари, некои воркшопови, кај доаѓа Џо Диспенза во Европа, да идеме да го гледаме и слично. Значи не е исклучено, стварно. И сега, значи како да се направи балансот помеѓу тоа дали да добиеме одобрение од другите или ние да си донесеме одлука без да го бараме тоа одобрение од другите. Ова ќе го кажам. Вашиот живот, вашите цели, она што вие сакате да бидете за 5 месеци, 10 месеци, 2 години, 3 години од сега, без разлика на која возраст се наоѓате. Тоа не е групна одлука. Тоа е исклучиво ваша одлука, која што вие имате одговорност и обврска да ја искомуницирате со личноста со која што го делите животот на мирен начин, со почит кон таа страна, меѓутоа со одлучност за тоа што вас ви треба и што вас ви е битно. Затоа што не ви е потребна дозвола да се грижите за себе. И кога вашиот партнер, сопруг, значи особата со која што живеете, не го разбира тоа, тоа не ви представува на вас автоматски знак да се откажете. Може би само 2-3 разговори ве делат од некоја поголема разбирачка. И едноставно имаме тука, нели, малку ама вредни момци присутни на разговорот, меѓутоа има една многу мала разлика, субтилна, а тоа е дека жени, најчесто голем број на жените чекаат некаква си дозвола со години. А потоа ги обвинуваат своите партнери зашто не им ја дале. Колку пати сте имале прилика да разговарате со жени што се сега бабички, што биле можеби вашите лични баби или сестри на вашите баби или некои комшики, ако имате прилика да се дружите со комши да ги слушате нивните мислења, колку пати сте го слушнале ова? Јас сум го слушнала милион. Тоа дека и ќе раскажат некоја историја, и ќе кажат некоја преломна точка што била во нивните животи, кога нешто требало да се одлучи, нешто требало можеби да работи или па и одбила работна позиција или нешто требало да се случи. И ама тој ќе го кажат името на мажот, ме рече тоаш не и ништо после тоа пројде и она сега има 17 или 18 или 90 години и му е јута и нормално дека не го обвинува за таа и таа ситуација, за таа и таа пропуштена можност, кога всушност пројден веќе возот. Еве и сите ние тука да доеме се собереме да се согласиме дека стварно незиниот сопруг Петре, ја крстиме небитно, е крив, што она не кажала да, таа и таа можност, не за тоа ништо нема да ја донесе. Тоа нема да смени фактот дека он има сега 87-88 години и готово е, пројдено е. И, значи, едноставно, одобрување кога дали е подобро да добиеме одобрување од другите или дали е подобро ние сами да ги носиме одлуките за нашиот живот. По дефиниција, одобрение е нешто што се чека, а одлука е нешто што се носи. Одобрение е нешто што го чекаме од некој друг да ни го даде. А одлука е нешто што сами можеме, мораме и треба одговорност ние да го донесеме. И тоа е разликата помеѓу жена што живее и жена што обстанува.
Морам да додадам нешто многу битно и крупно овдека во сева ова. А тоа е моментот на што се случува кога он ги носи парите, она не работи. Се, ова е малце трики прашање. Значи, од една страна, го имаме моментот на некој што е финансиски одговорен за да функционира семејството, да се плаќаат фиксните трошоци, да се планира некаква иднина, да се остават некакви финансии на страна и т.н. и т.н. и т.н. Другата особа може би учествува со многу помал процент во носењето на финансиите дома или може би воопшто не ни работи. И го има моментот на куќа, деца, други некои, обврски што се на незе затоа што нели поделени се работите. И тука има простор за дискусија во однос кога едната страна, која што е да кажеме многу помалку финансиски придонесува, да каже, слушай, мене ми е битно, јас сакам да го направам за себе. Затоа што да, точно нам нека не работи или работи некоја може би работна позиција со многу помала плата за да биде флексибилна, да може било кога да излезе, да ги носи децата на лекар, на балет, на ова. Меѓутоа и она придонесува во изградбата на тоа семејство, зашто можда за не биле тие деца и да не бил тој сопруг, она ќе била кој знае каде со кој знае колкава заработка. Ама од друга страна, my ladies, исто така сум најдувала на ситуации каде што, окей, он кажал не може да иде на овој програм, ама само заради тоа што он цело време е финансиски одговорен и носи голем терет на плеќи. Не е лесно да бидеш финансиски одговорен за цело семејство и онака да бидеш тој што е што ќе ги изгрижува сите, ќе ги подмирува сите, работи финансиски. А она и покрај тоа што придонесува се што треба и за дом, и за деца, и за готвење, и за чистење, и за сите тие работи, многу повеќе има потреба да потроши отколку што е главниот семеен буџет. Јас имав прилика да видам и во како динамика помеѓу наши познаници, пријатели, не е битно, и помеѓу луѓе кои што не се македонци, туку се од други некои земји, и тоа баш уште повеќе ми дава на потврда дека да, имаме некои културолошки разлики, нешто така, јужњаци, северњаци, овона, меѓутоа во основа сите луѓе се исти. Како генерации сме некако истите работи ги носиме, истата динамика има во сите семејства. И сега, она оди на 300 можни обука за обука. И сега, ќе платам за ова 2000 евра затоа што ќе научам да правам собствен бизнес и ќе можам да придонесувам дома повеќе финансиски. Он ќе рече добро. И ќе отиде, ќе ги пукне 2000 евра на програма и ќе седи 7 месеци на програмата и завршува програмата и она не почнува да прави пари. Не го прави тој бизнес, не ги прави тие работи за кои што отишла таму, затоа што можеби програмата била шкарп, можеби не ја научиле доволно, можеби ветувањето на таа програма било само многу добар маркетинг, кој што на крајот на криштата ништо ново не те учи и ти не можеш да ги направиш тие пари. Па после ќе каже, сега ваму има 1200 евра, оваа многу добра програма, сакам на тоа да одам. И он може ќе каже окей. И така може ќе каже неколку пати окей и ќе се жртвува да кажеме оваа година никој нема да иде на одмор од нас дома затоа што инвестираме нели во личен раст и во знаење. Па после нема да направиме поправка на колата, па после нема да правиме кречење оваа година и на крај и на него може му доаѓа да вдека како стилот на кои обуки треба да отидеш за да го доставиш тоа ти што ветуваш дека ќе го направиш, како да ме ќе не знам правиш дополнителен пасивен приход или што и да е. И ќе ти кажам овој пат не за следната програма. Многу е битно и ова да го спомнам и со тоа и да ви давам на знаење дека и јас не мислам дека се секогаш црни или бели работи, има тука многу работи измеѓу и воопшто не го кажам ова со никакво обвинување спрема секој партнер и секој сопруг на својата сопруга што е рекол не може. Тој тоа да го направиш, пошто јас не знам позадината што се случувало позади. 2019 година, кога јас одлучив да се бавам со оваа работа, да станам коуч и да почнам да работам со жени во прво време, вие што не ме знаете, најновите, работам само со родители кои што имаат деца со посебни потреби и некако мислев дека со нив ќе работам, меѓутоа за многу кратко време од кога почнав тоа јавно да го зборам, ми се смени нишата и почнав да работам со сите вас
затоа што доаѓавте и ме викавте, овие теми што ти ги обработуваш не се однесуваат само на деца со посебни потреби, као и мене ми треба дисциплина, ми треба прокрастинација, ми треба цели да поставам, ми треба некој да ме држи accountable, може ли ја да доаѓам на програмите, и така сватив дека нема да работам само со родители на деца со посебни потреби. И 2019 беше кога јас тргнав на тие обуки за да се учам да го работам ова. И таму имав многу колеги, колешки, поише колешки, кои што беа на истиот пат како мене и се поврзувавме меѓу себе, се ам, делавме искуства, мислења, правевме некои наши брейнстормови, нешто така, некои мастермајндови наши си извршувавме. И значи, целта беше на тоа, конкретно моето залагање, моето зошто одев на тие сите програми и едукации беше да научам, да се издигнам малку повеќе себе си, да си помогнам во таа моја многу предизвикувачка ситуација која што беше. Тоа беше речената години и пол пред да почне Јоана, значи на крај памет нема дека нејзината состојба ќе се вложи толку многу и дека она 6 години само ќе живее. Ние тоа не го знаевме, не одеше на така работата. Така се појави само последната година, кога наполни 5 години, 2 недели, многу се вложи за растината состојба и веќе полека почна да ни влегува до памет дека ќе се случи тоа. Меѓутоа, до незини 5 години ние мислевме дека ова ќе трае со децени, ние така и се спремавме дека ќе се чуваме, дека нема да дадеме во дом и слично. И јас така почнам да се спремам за некоја си нова кариера, за работа со жени, затоа што можам да им помогнам, зашто верувам во што работам и затоа што ја банка веќе не се враќам. Едноставно тоа не е мојата средина, не сум таму среќна, тука сум среќна, правејќи го ова. И да се вратиме на едукацијата. На тие едукација сретнав еден куп жени кои што не работат по моментот, кои што во тој момент сопрузите нивни придонесуваат за дома, додека они да ги стерат овие едукации, па после и они да се вклучат во семејната заработка. И тука го изнагледав моментот дека добар дел од нив одат од едукација на едукација, од она во се мора да има баланс и во се мора да има умереност. Се што е претерано, нормално дека не е добро. Исто како што не е добро. Океј, сосема океј да скролнаш 10-15 минути да се позабавиш денеска на социјал медија, ама не е океј 6 сати да скролаш, па после тоа уште 4 епизоди да гледаш на Netflix и да си легнеш, значи мозокот ќе ти утопи, не е океј. Направи нешто попаметно со својот живот. И па исто така не е океј цело време само да бркаш некакви светлички објекти, значи само да ти светка нешто по Google. Тука има едукација, овој коуч не ви тоа, оваа предавачка не ви тоа, едноставно ти се што правише, само одиш на обуки. Она што ти е професија, па си одам на обуки, си плаќам така по луѓе и си одам, се учам многу ми во група, јас се добро се сеќам во група и што правам само по обуки одам. Значи во се мора да се има баланс. И голем дел од нив, од дали на мајки храброст, да излезат од комфорт зона и кога заврши некоја програма да вложат време и да го применат тоа што го научиле, за да можат да дојдат до некакви клиенти, барем малку да ја вратат таа инвестиција, па после пак ако сакаат да инвестираат во нешто друго, они не можат да го направат, значи не може да се натерат да излезат од таа зона на комфорт и цело време само одел од обука на обука со оправданието, само што 2 курса ми требаат да станам подобар коуч, само што 3 курса, само што оваа книга, само разбирате, од моментот на одложување. И во еден момент нормално дека се направи проблем дома, затоа што не може сега, окей, јас сакам да работам на себе и 3 години идам си се едуцирам, а он нека работи. Па здраве, после ќе го сменам ја еден ден. Сваќате, и например кај нас дома тоа како се одигра, кога седнав сопругот и му кажав што ми мене намерата и дека ми треба простор, време, највише време ми треба за да можам да се посветам на ова, да го учам и да го практикувам па да го работам. И он ми рече, окей, колку време ти треба? Јас реков, колку време можеме да издржиме само со еден приход, затоа што ако тргнам јас да работам, многу години ќе ми треба да стигнам до некоја ниво, ќе се разводни многу целиот процес, затоа што не можам да работам некаде 8 сати, да дојдам дома свежа и ова да го работам. И кажав, колку месеци можеме да издржиме да работиш само ти, да нема нели дополнителни приходи дома, и он каже 6 месеци. Ја реков, добро, можам да се обрзам, дека за 6 месеци ќе имам клиенти, ќе можам да го оправдам финансиски моментот, дека толку многу време ќе земам за учење. И навистина се случи за 6 месеци јас да имам клиенти. Меѓутоа, тоа беше на почетокот многу on and off.
тоа е така во почетокот на секој од вас. Што е да одлучите да работите сега на стари години нешто друго, не тоа што вие од секогаш го знаете да го работите, сте го студирале, него сега на 33, на 35, на 45 да научите некоја нова вештина и со не за да работите и од не за да сакате да заработувате. Првите година две ќе бидат многу одење по камења, многу ќе бидат роки, затоа што ви фали искуство, ви фали самодоварба, ви фалат резултати, ви фали доказ дека вие може да им помогнете на доволен број луѓе, по доволен број луѓе да доаѓаат. И тоа не беше постојано баш. Значи имам клиенти, немам клиенти и слично, и веќе доаѓа полека 2021 година и ние носиме одлука да купиме стан. Да не сме веќе тука под Кирија во Германија, тука да купиме стан. И го најдовме станот што ми одговараше и почнуваме да правиме математика што како ќе биде и ми одобруваат кредит од банка дека ќе се нормално се плаќа на кредит станот и кога пресметавме колку порано плаќавме рата за не Кирија, колку порано плаќавме Кирија, а колку сега ќе плаќавме рата, свативме дека така многу разлика имаше во однос на кредитот, значи кредитот беше доста поголем, а ратата за кредит е доста поголема отколку што плаќавме порано рата за Кирија. И гледам дека мојот сопруг полека станува загрижен, ама не вика ништо. Не ќе да ми рече, малце сега више полека доаѓаме на кај кнапи, малце на кај страшно, затоа што сме со волку приходи месечно. И јас во тој момент донесов одлука дека нема да изигравам примадона, нема да изиграм од типот на не ме интересира, сакам да го работам тоа што сакам и така би ми пее душата, зашто јас многу сакам ова да го работам и ќе си седам само до ова. И одлучи дека нема да ми падне круната ако поработам некој време нешто друго. И ова му го кажав, реков дали мислиш дека треба да најдам работа дополнително на ова што го развивам, затоа што уште гледаш дека треба време, не е туку така не залепи. Општо земено секој бизнис кој ќе го почнеш, минимум 2 години ти треба за да почне да ги праќа парите што ги инвестираш или во што ти носи некоја живеечка. И он вика, не би сакал да те терам или да ти го кратам ова, се гледам со жар, со се го правиш, меѓутоа убаво би било, значи дефинитивно нема да биде на одмет. И во тој момент одлучив да преземам одговорност и да ми ги намалам на него грижите кои што не ги изрази вербално, само ги видов на лице. И да не кажав ништо, немаш он да ме рече ништо и ќе се теравме така, и ќе испливавме, и ќе отеравме кредитот како што отеравме, ќе може немаше да идеме на одмор година две, и ја ќе го терав паралелно во што се го терав и во еден момент ќе дојдовме до тоа двајцата да бидеме задоволни со заработките од двајцата и со буџетот што го имаме во семејството. Меѓутоа, сакам да преземам одговорност на онака како што мене ми беше убаво, он што ме поддржува толку многу време, сигурно и него му беше убаво на душата кога пита дека и јас го поддржувам него и дека не се правам на точка дека имаме проблем дома, само затоа што не го вербализира. И тогаш кажав, окей, јас не сакам да одам да работам негде full time, затоа што сакам да ми остане енергија за ова што го развивам, затоа ќе одам негде да работам само 3 дена. Ако сакаш да работиш во Германија негде само 3 дена, не можеш да бараш убава фенси работа, као канцеларија, као да се искористам дипломата од економски, што е тука патем фул признаена, или да работам нешто фино, туку нешто типот на King Burger, Макдоналдс, хемиско чистење, Амазон, магазин, што и да е нешто така. И сега време да почна пишувате во коментар дали ќе имате прашање, само пишете јас, дали некој ќе има, за да проценам колку прашања ќе имаме, за да знам колку да го должам ова предавање во остатокот што имам да ви го направам. Во меѓувреме ќе почнам да ви кажувам дека јас се одлучив тогаш да отидам во Амазон да работам 3 дена во неделата, понеделник, вторник и среда, по 6 сати, и после остатокот вечерите да работам помалце, нели, од коучингов, еден ден во неделата, четврток си имав одредено цел да ми биде за учење, значи од сабајле до вечер да ги учам, да ги повторам сите тие работи што по сите тие силни курсеви ги знаев да ги собрав како вежби, како теорија, како се. И петок да работам, веројатно може би сабота да работам со клиенти, а неделата ми биде еден дел фул да се ресетирам, да немам никаква работа. И отидов јас така, не со драго срце, нормално, значи не беше убаво, се од оваму, тука сум цела high vibration и уживам во се што правам и се што станувам и во се што ми се развива работата што работам, од пример 2021 година, а од друга страна одам во магазин.
као работам во магазин, нешто таму имаше нешто требаше да се сканира тие пратките што се носат на испраќање. Меѓутоа, универзумот многу ги поддржува храбрите луѓе и луѓето кои што имаат на ум, кои што го имаат на ум доброто на другите луѓе, кој што јас тука го имам на ум доброто на мојот сопруг, да не го оставам сам на цедула во цела ситуација, он да носи финансиската тежина дома. И на мојот втор ден таму, на мојот втор ден таму, ми прибега една девојка која што ја знам од Македонија, она таму работи, беше некоја си ниво, не знам, нешто менаџеровано и ми вика, зашто немаш аплицирано тука со твојата факултетска диплома, зашто ја во мојот таму кој се работи, не им кажав дека имам факултет, ме праша образование, реков средно. Не можам да се објаснувам сега. Па да ми речат после преквалификувано. И инаку Амазон во Германија доаѓаш денеска и почнуваш утре, значи немаш потреба да прашаш за овој магазин дали треба или не треба. Таму си кажеш треба магазин. Ми вика, провери по систем зашто немаш пријавено за факултетска диплома. Викам затоа што не бркам работа 5 дена, ова ми е привремено. Си дадов 5 месеци во глава дека ќе работам тука да ја испливаме новава рата за кредит што доаѓа и после тоа јас ќе си работам пак само ова што го работам. Значи ова е само привремено. Она вика, добро, ама знаеш дека може да аплицираш за менаџер. Викам, не сакам, затоа што за менаџер се работи во 3 смени, па треба да се расправам со камионџи, со камионите, кога дошол камион, кога отишол, не можам. Значи не ме интересира тоа, ова ќе си го правам 6 сати на ден, понеделник до среда, и тоа е тоа. И она ми вика, ама има позиција во HR. Викам, каква позиција во HR? Па вика, бара, тебе ти ми отвара кај незино компјутер, ти со твоето искуство на коучинг што го имаш, иако нели тоа беше мало искуство на коучинг, па сепак едукацијата идеше во тој смер, може да кажеш дека работиш коучинг и дека на база на тоа ќе те прифат тука во HR. И вика, па сакаш, јас имам формулар за поднесување на CV, пошто имаше на одреден начин како се поднесува CV, long story short, она го поднесе наместо мене, за 3 дена ме викна на разговор, за една недела ме прими на работа. А што најинтересно, значи што најинтересно во истиот момент, истата недела, мене ми се јавуваат 8 нови клиенти сами. Со 8 нови клиентки ја почнувам, се сеќавам, таму отидов прв пат по Амазон негде 27 април беше може, до 10 мај ја имам 8 клиентки. И ретрит на пат, имам тоа веќе ретрит почнато да планирам за во Грција, да носам 20 жени на ретрит, 4 дена во Грчка, тоа беше исто една убава интересна историја. И кога да почнам, што да почнем, јас кажувам за ретритот, кажувам дека во септември ми треба денови, затоа што тој ретрит е закажан, исто така во август веќе имав уплата во хотел, морам одмор да одам, и вам таму за HR се договараме дека ќе почнам од октомври. Во истиот момент престанувам да работам во магазин, затоа што ми треба време да ги работам 8 клиентки кои што ми дојдоа и кои што финансиски ми донесоа многу повеќе од тие 3 дена работа понеделник до среда во магазин. И после тоа отидов во HR да работам, исто така кратката приказна дека после 3 месеци не ми се свиѓаше, ме врати цел тој момент на корпорейт, како изгледа корпорейт, и веќе пројда 8 месеци од првичната му одлука, ај ќе поодам малце неколку дена во магазин, и за тие 8 месеци епта ми се стабилизираше бизнисот и веќе немаше никаква потреба да имам јас дополнителна работа, и во тој момент прекинав. Им кажа фала ви за можноста, ама јас не можам да си го оставам ова што го градев до сега 2-3 години, и како дадов таму отказ, веќе не погледнав назад и веќе си го работам само full time, без никогаш да има веќе да имаше потреба да работам и нешто друго. И од тогаш натака може би јас немам веќе толку многу проблем, кога ќе речам сега ќе платам за оваа едукација 10.000 евра. Пример, сакам на мастермајнд да одам, мастермајндот трае 12 месеци, знам што ќе научам таму, многу ми треба тоа и сакам да ги вложам тие пари. Веќе немам проблем да го искомуницирам тоа и да добиам одобрение за тоа, иако не барам одобрение, туку само давам информација, затоа што покажав дека и јас знам да пружам одговорност, сум свесна и дека нема да дозволам ние заедно сите дома да потонеме, затоа што јас сакам да работам себе многу модерно и сите сака да работат на себе и многу јако да се има коуч. Значи, разбирате зашто ви го кажувам се ова. Никогаш не се работите само црни и само бели, и доколку вие од ваша страна прво сте спремни за земањето за себе, да не го нарекувате расправање, туку да го кажувате како јас сакам ова да го направам. И доколку сте доволно свесни да не бидете па вие
тие кои што ја оптеретуваат другата страна, а после тоа се жалат зашто некој ви дава или не ви дава нешто за нешто одобрение. Jednostavно мора убаво да видите каде вие стоите во таа ситуација. Секоја од вас тука е различна и секој од вас има различна ситуација дома. Валет има прашање. Добро, окей, супер. И затоа, значи, предлогот е да правите често проверка со самите себе, да ги запишувате нештото кои што ги сакате. Па да ги запишувате нештото што ги сакате, што ги немате и да се правите некако интроспекција зошто ги немате. Дали затоа што се уште не сте дораснати за тоа, дали затоа што некој ве спречува во тоа, дали затоа што ви фали уште волја, време, дисциплина да научите нешто или да извежбате нешто. Затоа што да видите дали за нешто може да се подобрите својата ситуација, ако се одлучите да инвестирате, да кажеме, во себе во даден момент, а не го правите тоа само затоа што не е вистинското време или не му е на него тоа окей. Значи, едноставно не треба денеска да ги донесете сите ваши големи одлуки во вашиот живот, ама денеска може да престанете да се извинувате за тоа што чувствувате потреба за раст. Чувствувате потреба да одите напред. Сега, ајде да збориме малку и за друг дел. Што ако, например, и можда сега ќе погодам прашањето на Валя, што кажа во коментар дека има прашање. Ајде да зборуваме за овој подлабок попет малку, што ако никој дома не ти брани да растеш? Што ако никој дома нема ти рече, ти па сега си на некои едукации, ово, ама таа особа не сака да расте. Ти одиш на едукации, читаш книги, слушаш подкасти, инвестираш во коучинг и т.н. А другата страна се останува во место и не те спречува, ама исто така не ни доаѓа со тебе. И не те разбира зашто се ти одеднаш како толку многу филозофираш. Не ја гледа потребата да прави промени, а ти сакаш да направиш промени. И тука не станува збор само за партнер. Се тука не зборам само за вашите партнери, партнерки, сопруги и сопрузи. Може би вашата мајка, вашата сестра, вашата најдобра пријателка е во таа улога да ви ги вика овие работи, па ти се одеднашка се ова тука многу им кажуваш, или ти ги седнуваш и ја го имам ова на почетокот. Еднака цела возбудена им раскажуваш нешто што мислиш дека е важно, што мислиш дека и на нивки им помогне. И викаш, ја бе, знаеш ли дека ово и ово и ово поправиш, може вака и вака. И нивната реакција празнина. Онака, или рамнодушна, или дури уште полошо со осуда спрема вас. И што кога во тој момент ви доаѓа натре чувство и мисла и решение и одлука, може работа на себе не е толку важно, може јас сум некако тумаш, може јас цело време пребарувам повеќе. Познато, гледам климата овдека со глава. Ама тоа не е вистина. Не е вистина дека пребарувате одеднашка или дека сте вие тумач или дека тоа не е толку важно што сакате да го правите во моментот, туку едноставно само сте во процес на ширење, во процесите на растегнување, нарастање, во процесите на завземање на некој поголем простор околу себе. А не секој што ве сака, знае како да расте заедно со вас. И Валя вика бинго, значи можно ли да те потрефив на овој начин? Ајде, Валя, сега ќе ти дозволам, мислам, ќе ти оставам простор, не, ќе ти дозволам глупости, ќе ти оставам простор да го прашаш прашањето, па после тоа ќе навлезувам во дискусија, може некој друг ќе сака да се надоврза нестиот. Може некој од вас ќе сака после да сподели кога последен пат се кажа не на себе си, само за да испочитуваш некој друг, на друг да му биде побава. И само ќе прекинам да снимам во моментов и ако некојаш одлучам да поставам оваа снимка некаде, да знаете дека тоа вие се што ќе зборите на така нема да биде снимано, значи тоа привилегија само за луѓето што се доаѓаат во живо.